Некои луѓе заминуваат, но не исчезнуваат. Нивниот глас останува во тишината, во страниците што допрва ќе се отворат. Добро ви вечер и добро ни дојдовте во Жилет. Вечер зборуваме за животот што продолжува во страниците, во мирисот на мастилото, во срцата на оние што не престанале да чукаат за неа. Велам добро вечер за прекрасни гостинки. Верувам дека ќе ви биде убаво вечерва во оваа наша емисија. Добро вечер, Стефанија. Добро ни дојдовте. Драга Јулија. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Секогаш моја чест и задоволство да ве угостам. Вечерва дуплирано ми е задоволството и честа, бидејќи оваа убавице овде со нас вечерва. Твојата внука Јулија, ќе ви се обраќам на почетокот и за публиката, заради некоја близина која со години и пријателство си го гаиме, ќе ми биде полесно во комуникацијата. Добро ми дојдовте. Добро те најдовме. Вечерва, како што напоменав во најавата, може би ќе ни биде на моменти тешко во емисијата, бидејќи зборуваме многу искрено за многу емотивна тема, но ќе се обидеме да ја најдеме и онаа светлина, нели, која постојано во секојдневието во животот ја бараме кога е темно, бидејќи животот продолжува, оди понатаму, од нас зависи со каква енергија и пак ќе речам со каков мотив одиме и со дигната глава, нели, и тогаш кога животот ни приредува работи за кои никој ниту е подготвен, ниту сака да ги доживее, ниту можеби нешто има како да се научи, нели, некоја лекција за тоа како се минува низ тешките периоди во животот. Андријана замина, твојата ќерка, твојата мајка, прекрасна уметничка душа, прекрасен човек, за вас прекрасна мајка и ќерка, но останавте да го славите незиното име и незините дела преку кои таа вечно ќе биде дел од нас. Во право ли сум? Апсолутно си во право, Жиле. Јас би сакала само на почетокот, бидејќи секогаш емоцијата кога сум на вакви емисии ме совладува на некој начин и за да дојдам некако до себе, да ти одговорам на прашањата, би ти се заблагодарила првин на поканата, да бидеме заедно јас и Стефанија во твојата прекрасна емисија, бидејќи навистина и не е лесно заедно да бидеме во една таква емисија каде што зборуваме за нас многу осетлива тема, но јас би кажала дека се она што ние го правиме за Ан, како што јас велам за нашиот жив ангел небесен, бидејќи таа е жива, ние вечерва сме овдека пред се и покрај тоа што секако дека не можеме да туку така да ги прескочиме емоциите, но дојдени сме да го славиме животот, заради тоа што ние веруваме во животот, во бесконечноста, не онака како што многумила велат дека нашите блиски живеат во нашите срца или со нашите дела, туку онака како што верувам јас силно, како што веруваше Ани, како што е вербата на Стефанија, дека животот позади преминот продолжува во друга димензија. Душата е вечно жива. И затоа таа е за нас жива. Толку многу жива, затоа што ние живо добиваме пораки и се ова не го правиме само како спомен, но го правиме со нејзината жива душа, затоа што ние сме живо поврзани со таа димензија и фала му на Бога што е така. Ви благодарам уште еднаш ќе речам за одговорот, нели, позитивен, вечерва да зборуваме, да сме овде. Ќе потикнеме, пак ќе речем, најразлични емоции кај гледачите, но верувам дека на крајот, нели, кога ќе ги сублимираме емоциите, тоа дека мораме да ја гледаме секогаш светлата точка, колку и да е мрачно во тунелот во кој ќе се најдеме. Светлина си вистина кога ќе те запознае човек, јас си пред малку споменав, носиш една природна убавина, но носиш една многу убава аура и енергија. На сликите оние веројатно кои имале можност да те гледаат во театар, знаат дека ја сакаш уметноста. Уметноста е некако и неизоставен дел од вашето семејство, испреплетено секогаш, сите најразлични видови на уметност. Како ти тргна, еве да речеме, како осозна дека сакаш да бидеш актерка во животот? Ајде од тука да тргнеме, бидејќи ми навираат некако многу прашања, ама ајде ги редоследно да одиме. Така е. Ти благодарам за поканата, еве јас лично да се заблагодарам. Па
Најверојатно од секогаш уште од многу малечка знаев дека сакам да бидам глумица, но нели како растеш, како осознаваш сите тие стеги, бариери кои што некогаш животот знае да ги наметне на почетокот, не ми беше лесно да ја донесам таа одлука, но кога сватив дека не е ни толку лесно да правиш нешто што не го сакаш, тогаш си дадов задача на себе да сватам што е она што јас навистина го сакам. Бидејќи пред да студирам глума, бев на италијански јазик и книжевност. Јазици многу сакам. И сватив дека да, го сакам тоа, но не е доволно, нели? Искрепретени сме. Само актерството го сакав, но никогаш не ми дозволија. Извини. Па да, тоа е една од исто така пречките кои што можеби беше една од моите така како да кажам дилеми, дали јас да се пуштам во водите на актерството или не, но ги надминав, можам да кажам дека успешно ги надминав и многу сум среќна поради тоа. Од мала знаев дека сакам да бидам глумица во Холивуд, тоа баба ми сигурно ќе го каже. Да. Тоа е избор на девојчињата. Актерка, пејачка. Што сакаш сине да бидеш? А таа стално имаш обичај да се качи на шанкот, на маса некаде и паѓаш у несвестни, глумеш и ја ќе ја прашаш, добро, што сакаш ти да бидеш? Па глумица. А каде да ќе бидеш глумица, бе? Па во Холивуд. Ама кога дојде да се одлучи да биде глумица, актерка еве да кажеме, нели? Се колебаше што ќе речат другите. Ама среќа што јас знам што е тоа, па после 2 години ми доаѓа вика бабо, јас сакам нешто да ти кажам. Реков што сине? Вели јас ќе се отпишам од факултетот. Да. Велам зошто? Не можам, мене ми се здосади. Јас јазици сакам, јас го знам јазикот, ама ја не можам цел ден да седам во клупа, јас морам да правам нешто, да бидам активна. Не можам. Јас викам, добро Стефанија, што ти е? Ти си одлична на факултет, значи немаш оцена подолна од 8. Не те разбирам, што сакаш да бидеш? Она вика, не ти кажувам затоа што ќе ми се смееш. Викам, зашто ти се смеам? Зашо јас си велев, ти џабе ќе се запишуваш на другите факултети кога си родена за глумица. А она ми викаше дека сум пристрасна. Знаеш што се некогаш мора да се послуша тој внатрешен глас, веројатно за да човек дојде до апсолутно. И само кога ми кажа сакам да бидам глумица, и ја викам, о, иншала, фала ти Господи. И она вика, ама што викаш, немаш нешто? Не, апсолутно, слободно. Сега си на вистинскиот пат. Своја на своето. Да, си А јазиците се дел од твојот живот и од твојата кариера. Мора тука да споменеме дека турскиот го владееш одлично јазик. Така. И дека уствари завршиш како актер во турска гласа. Да. Се запишав на факултетот за драмски уметности тука во Скопје, во турска класа. На 4 години се прима албанска, турска и македонска класа. И јас имав среќата мојот професор Елеса Касо да ме одбере да бидам дел од таа класа и можам да кажам дека тоа е мојата најдобра одлука што сум ја донела во животот. Колку си комплетна. Да, навистина многу сакав турски да студирам, но и тоа беше проблем во еден одреден период од животот, па некако коцките сами се поклопија да ете јас студирам на турски, завршам на турски и да бидам она што стварно сум го сакала цел живот. Значи, да кажеме дека турски научи, од малечка ја зема, во сите синхронизираше турски серии. Она не кажува, тоа скромна е, Жиле, многу не кажува. Се, бабо, не кажувај, ти се си пристрасна, не ми дава да зборам јас многу. Се приметува дека е скромна, да. Вистина скромна. И така го научи од малечка турскиот јазик. И она зборува турски како македонски. Зашто таксистот кога доаѓа од кај нас да ја зема од дома и она кога идеше на факултет и сега во такси се збори турски со колегите. И еден ден јас се јавувам заборави нешто и велам Стеф, знаеш заборави, она ми збориме и он таксистот ти вели, ау па вие многу убаво сте зборувале македонски. И она вели, па вика, како да не зборувам македонка сум? Како македонка? Па ја стално те слушам збориш турски. Но значи, карактерна една особина од ова што може да се примети е таа некоја можеби и на моменти тврдоглавост во смисла на да се дојде до одлуките кои најблиску ти се до срцето, кои си ги чувствуваш, понекогаш нели правиме избори, како што велиш, за
добробит на останатите, односно затоа што треба да се сложат и другите со нашите одлуки, но кога внатре има некој оганче кој гори и ни вели нешто дека не си на вистинскиот пат и мора да се направи нешто друго, тоа мора да се послуша веројатно. Апсолутно. Апсолутно тоа би бил мој совет за сите таму што не си го послушале тоа оганче до сега, да си го послушаат, затоа што нема поубаво чувство тоа да навистина го правиш она што ти исполнува. Бидејќи не е проблем човек да работи, нели работа, ако е работник и вреден, за сите нас има работа, меѓутоа кога го правиш тоа што навистина ти исполнува, ниту една пара на светот не може да го купи тоа задоволство кое го дава, да. Така. Се уште не вработена во театар? Се уште не вработена. Фриленсер. Да. 2 години сум дипломирана веќе од Факултетот за драмски уметности, секако активно работам и на театарската и на филмската сцена, но кај нас сета вработувањата малку потешко одат, но тоа не спречува секако да работиме. Може побрзо и Холивуд ќе стигнат и апсолутно, да. Алтернативната сцена, секако ангажмани во театар, имав и за време на студии. Дека, да, ова се и дел од представи, веќе да, од театри кои одат во позадини може да видат со екипи различни и ти на оние штици што нели популарно велиме живот значат, каде веројатно вистина си своја на своето. Ајде да се вратиме на она што пак ќе речам, животот ни го подготвува, а не сме воопшто подготвени. Ти, навистина, за жал, на рана возраст, требаше да се соочиш со процес еден кој никој не сака да го... Ниту на ниедна возраст не верувам дека нели ние како битија сме подготвени, особено кога родителите се во прашање, нели за нивното заминување, иако тоа некако теоретски се ни е познато и како одат нели нештата во животот, но ти рано се соочи со тоа да ја загубиш твојата мајка и да го следиш процесот на незината болест, да речеме, и да се борите до крај некако веројатно заедно, лавовски да се избори со болест. Иако неколку пати нели Андријана доаѓаше во ситуација да се излечи, па повторно да се врати ракот така натаму, веројатно и тие амплитуди на еве ќе биде нели среќен крајот, за жал не излезе таков исходот, но веројатно твоите чувства и емоции, односно ти самата знаеш низ какви емотивни периоди само минуваш и што се требаше за да останеш цврсто на тлото, да го поминеш сиот тој период со некаква условно речено и насмевка на лицето. Така, апсолутно човек не може да биде никогаш спремен за тоа и може би секогаш си велиме дека тоа нас нема да ни се случи, нели? Ама живот на секого се може да му се случи, кога најмалку очекува. Во тој период јас бев се уште студент и многу активно заангажирана, нели, со студиите, бидејќи на нашиот факултет нема празник, нема викенд и слично. Секако дека ми беше многу тешко, но она што ме водеше на целиот тој пат, морам да кажам дека е бесконечната поддршка на мајка ми, која што ми ја даваше. И бидејќи таа многу сакаше да успеам во тоа што го правам, и никогаш не сакаше ништо од тоа што нејзи се случува, бидејќи навистина и таа сама по себе беше еден позитивен човек и секако дека не веруваше во еден ваков исход. И морам да кажам дека тоа беше клучното нешто што ме водеше во целиот тој процес. Секако откако таа замина, во таа друга димензија, како што кажа баба ми, морам да кажам дека повторно таа нејзина поддршка, таа нејзина желба дека не треба да се откажувам од работите што ги сакам и она што ми исполнува, морам да кажам дека театарот е она преку кое што јас си канализираш енергијата. Си канализирав енергијата која што ми помогна да ги пребродам. Не сум ги пребродила, се учиме да живееме со... Да, можам да ги изфилтрирам некако моите емоции. Да ги канализираш. Да. Баш кога беше најтраорното за нас, таа играше главна улога во Галебот, ја играше Нина на театарот на Чехов. Нина од Чехов. Значи Галебот уствари од Чехов, главната улога Нина. На даските што живот значи, што се вели во турскиот театар, и ние не знаевме она што спремај, затоа што бевме премногу
фокусирани. Јас бев премногу ангажирана, а Ан беше во најтешка состојба тогаш. И Стефанија тоа стоечки мораше сама да се носи со тоа. И кога беше премиерата, Ан беше во болница, таа последна недела. Стефанија требаше да игра и она ми вели, бабо, а уствари доаѓа, морам да кажам, еви јавно да се заблагодарам на незиниот професор Леса и на целата таа екипа и на тогашната директорка во Турскиот театар Несрин, кои што беа единствените луѓе кои што со нас дежураа во болница дење ноќе. Дење ноќе. Значи, буквално се грижија Стефанија да може да го помине тој процес. Не се грижеа дали сме јадени, дали сме пиени, дали... Стефанија дури не спиеше дома, спиеше кај другарка, затоа што јас спев со Ан во болница. Тоа беа едни тешки моменти, но тие луѓе на вистина, јас и ден денеска велам дека тие се нашето второ семејство, бидејќи и помогнаа многу за да ја одигра на улогата, затоа што ме прашуваа дали да ја откажат премиерата, затоа што знаеа со што се соочуваме. Стефанија ми рече, бабо, јас ја прашав мами, она ми одобри, ама сакам и ти да ми дадеш благослов, зашто сите настојуваат јас да не играм, со оглед на тоа што се случува, но јас одлучив ова представа да ја посвета на мајка ми и ќе играм за неа. И така и беше. На втората премиера, кога беше исто, ме прашува, бабо, што мислиш, јас сакам стварно ова го посветив на мајка ми да играм на вистина, а тогаш Андријана беше во најкритична состојба. Јас си велам, окей, мами е добра, сега играј ти, нема проблем, го имаш мојот благослов, на вистина се радувам зашто си донела вистинска одлука. И она отиде вечерта да игра втората премиера, јас цела ноќ не спиев, се молев на Бога и Ан са бајлето замина, а Стефанија ми се јавува, вели, уж пред да замине, вели, бабо, јас станав, ќе дојдам да видам мајка ми како е. И јас си велам, добро е, сине, побрзај, знаеш, побрзај, зашто сум уморна, не спиев цела ноќ. И кога она стаса, веќе Ан го испушти последниот здив и ние само се гушнавме на присна. Што е тоа со мајка ми, што се случува и така. Така овдека, мислам, беше тоа. Ан не сакаше да ја види, најверојатно да го види тоа последното заминување, па јас, држејќи ја нејзија Стефанија, не може да поверува, затоа што јас цело време ја убедував дека она е добро само за да издржи. И така жиле тие моменти. Нема зборови, нема момент кој може да биде олеснителен во вакви ситуации, ако кога треба да зборуваме. Еве внимателно се обидувам да дојдам до некои зборови и реченици за да сето тоа звучи од една страна не траурно на болно, но тоа се вистина болни животни ситуации кои што ги минуваме, пак ќе речам животот не подготвува, но циклусот, односно процесот на живот е тој дека се раѓаме, живееме, заминуваме. Тоа сите теоретски сме го сватиле, но во секојдневието и кога ситуациите особено се вакви, кога не сме го изживеале животот, да речеме во должина која сите некако повеќе помалку ја посакуваме, но да речеме од друга страна, ако е олеснително, Андријана беше како што спомена и ти полна со живот колку што ја познавам, вистинска уметничка душа со многу љубов и радост во себе. Некогаш велат дека еден дел од животот ти е вистина многу полно и вистински го изживеале, својата мисија некако ја комплетирале во оваа димензија и на земјата. Продолжува во друга димензија, но веројатно Ан својата мисија до некаде ја комплетирала, претпоставувам и преку тебе, твоето присуство овде, со сето она што ти треба продолжиш да си го правиш во животот и така натаму оставила, како велат, легитимитет на своето постоење преку тебе и сега и преку делата нејзини. Од
сликите кои ги сликаше и преку нив ја изразуваше секоја своја емоција, и книгата за која и вечерва зборуваме, а вие ја промовиравте со многу љубов и со многу енергија која треба да се собере пред се да се заврши книгата, која го носи насловот Јас сум жива, вистина еден прекрасен символичен наслов за ова нели што зборуваме вечерва, оди сосема нели во прилог на тоа, дека ние преминуваме во друга димензија, книга која Андријана ја пишуваше и нели зборувавме заедно во периодот кога веруваше дека сето ќе помине, се ќе помине и се ќе се среди, за да уште нели некаква тежина остави да треба вие да довршите или едноставно сакавте да го завршите тоа што беше вистина нејзина желба и љубов да напише книга. Ајде малку и за тој процес. Таа ја пишуваше книгата во некои посрекни, здрави, да речам, до некаде денови, за сето тоа потоа да... Жиле, кога ќе ја прочиташ книгата, ќе видиш во какви денови ја пишувала. И во подобри, и во многу лоши денови. Книгата е живо сведоштво, какво што на нашиве простори не постои. Заради тоа што да си ја разголиш душата на тој начин, како што Ан го направи тоа, затоа што таа знаеше дека може да се исцели и да го сврти процесот само ако на хартија го стави, да стави секоја неизина емоција. Затоа што канцерот, пак ќе речам, не се добива од лоша храна, од лош воздух. Канцерот е диагноза. Ние никогаш не рековме болест, и тој збор не сакам и јас да го употребувам, иако ете така излегува од кога човек на вистина ќе го зафати таа диагноза, но тоа е состојба на душата. Тоа е крик на душата. Тоа се потиснати емоции кои што ние во текот на животот несвесно ги потиснуваме некаде. И еден ден така потиснати тлеат и еден ден ќе се најде некоја каписла, некој кидач, како што се вели, да ја поттикне таа емоција која што сака да излези, која е заробена со години. И таа почнува да се развива. Сега, Ан беше свесна за тоа, Ан беше многу продуховена. Ние сите сме исто, ние многу веруваме во Бога. Јас многу се едуцирав на тоа поле, значи имам многу едукации со духовни техники, семинари, сертификати. Не знам, Господ многу ме подготвувал за овој чин мене. Ама, ако сме ние свесни за што све не подготвува Бог, тогаш нема ни да живееме, знаеш. Него со години, значи, се едуцирав на тоа поле, за да денеска зборувам така за тоа и да повторувам нон-стоп и да повторувам дека Ан е жива. И затоа и книгата носи таков наслов. Ан, многу ми намислат дека книгата сум ја напишала јас по сеќавање нешто за нејзе, нели? Или ние нешто заедно, но не. Велам, таа знаеше дека најдобро ќе ја исцели својата емоција ако ја стави на хартија. И ја пишуваше книгата и во разни моменти. Јас дури се чудев како може понекогаш да ја пишува, затоа што пишуваше во тешки моменти. Но книгата не е патетична. Книгата не е на човек кој што се бара себе си како жртва, дајте, помогнете ми, некоја, не е кукавичка книга, не е барање на не знам како. Да, книгата е... Не е крик за спас, туку е повеќе веројатно... Буквално излив на тоа. Што сум јас, еве ја мојата душа, и ако некому може да му послужи, не го правете тоа или погледнете во себе. Што е тоа што треба да го исцелите и на кој начин? Значи, патот, затоа што Ан знаеше дека може да го излечи канцерот и ние сите верувавме во тоа, со оглед на тоа што се сме прочитали, што се сме се едуцирале, затоа што кога ќе се добие таква диагноза, поготово детето кога ќе ти добие таква диагноза, нема што нема да прочиташ и од каде да не се информираш. Но како што знаеме,
и не беше проблем, Ан беше во добра состојба, не неколку пати се враќала. Она се врати еднаш и беше во една многу стабилна состојба, додека не дојде момент да прима терапија каква што сега, после 3 години од кога се отвори Пандорината кутија со сите овие истражувања, јас и знаев дека е таа предозирана, затоа што таа беше супер. Таа направи огромна изложба со 3-40 дела метар и 20 на метар во таква фаза. Значи, она се дигна, она почна да вози ауто, да биде активна, да оди пак на колонии. И од кога почна да ја прима таа имунова или биолошка терапија, отиде назад, назад и назад. И еве до каде стасавме, но емисијата не е од тој тип, јас не сакам да навлегуваме во таа проблематика, бидејќи после 3 години се отвори Пандорината кутија, токму јас кога ја напишав книгата и зашто не ја заврши, јас почувствав потреба да ја завршам, реков, ќе напишам неколку страни, но не испадна неколку, испадна книга во книга. Стефанија, знаеше дека ја пишува мајката книгата? Да, знаев. Знаев дека ја пишува. Не знаев што се ќе преточи во книгата, секако се разбира, но знаев дека има таква желба и секако бескрајно ја почитував. Да. Ова искуство, што значеше за тебе? Колку те смени, колку те направи во некои погледи на животот поинаква? Од секогаш сум била дете што најверојатно требала да биде многу позрела за своите години. Дета сум на разведени родители, мајка ми беше самохрана мајка, така што сум била во доста ситуации во животот каде што сум требала да бидам многу поголема, возрасна. Меѓутоа, ова искуство е веќе нешто над сите други искуства. Можам да кажам дека сум силна, но кога станува збор за мајка ми, се уште многу емотивно и како многу свежо ме стигаат некои работи. Морам да кажам дека баба ми беше многу храбра што се осмели да ја доврши книгата на мајка ми, затоа што тоа воопшто не е лесно. Мајките се лавици. Да. Бидејќи јас на неколку наврати се обидов да ја помогнам, меѓутоа не толку успешно за мене, бидејќи... Ја тирав да ми чита, јас да куцкам. Велев, не можам, Стефанија, затоа што 3 години ми требаше, јас се навраќав и се навраќав и се навраќав по 100 пати да ги читам, да го читам се она што она го напишала, зашто не можев, ќе почнав да плачам, не можев во компјутер да гледам, значи тоа требаше стварно многу време, првин тоа што таа го напише да го ставам во компјутер. И кога се преморував, а морав да завршам некој пасус и велев на Стефанија, Стеф, те молам, сине, ајде ти прочитај ми го ова. Ама еве она нека каже. Да, за јас не бев толку храбра, мислам, секако помогнав онолку колку што можев, но ета, секако и тие мене пробаа да ме изолираат во тој процес, колку што да ме заштитат, колку што секако можеа. И баба ми беше таа што беше константно во секоја нејзина, нели, ситуација и состојба таму, и таа беше она што може најубаво да го преточи тоа. Јас секако дека знам делови од книгата грубо, но се уште не сум се осмелила и не сум собрала храброст да. Се уште не можам, бидејќи на промоцијата кога слушав делови од книгата и кога сама куцав едни делови кои што она ги пишувала конкретно посветени на мене, се уште ми беа многу тешки за да ги процесирам. Извини. Така што се надевам дека за брзо ќе бидам храбра. Обично сум храбра на темава, еве, јас се обидувам да не паднам на оваа емоција, но оставиле нас со нас вечерва.
Се надевам дека наскоро ќе ја исполнам таа желба. Ти ја дава и видам. вечерва веројатно енергијата да бидеш Да, мајка ми не на ниво сакаше на никогаш зидача, знам такви дека да. работи. Јас секогаш сакам да ја почитувам нејзината одлука. Она И не- насловната, Да. вистина зрачи со еден живот. Да, Жиле. Ангел е представена, вистина целата таа слика, вака кога ќе ја погледнете од прва, значи вистина ви влева, ја имаме тука во позадина во сликите неколку пати се навраќаме и ја гледаме. Да. Како и тоа, нели, како дојде и до моментот, нели, за насловната страница биде токму таква. на книгата. Жиле, имаме многу приказни, душа драга. Немаме вечерва време, но ќе продолжиме Да. во некоја следна прилика, да, но ама мора ова да го кажеме, зошто е ангел, да не мислат луѓето дека нешто си измислувам вака од памет, па сега тоа ми е нешто, не знам, да прикажам нешто што не е, или... Види вака, јас добивав од нејзе постојано пораки да погледнам во нејзините бои, да почнам да цртам и да сликам. Ама јас не можев да го направам тоа, затоа што немав храброст, затоа што кога ќе погледнам во нејзините бои четки, јас буквално се губев. И кога последната порака пред не последната, се уште ми праќа пораки за роденденот, ми испрати порака дека е редно веќе да седнам, да цртам и да сликам и да почнам да го гледам животот во бој, да се радувам секој ден на животот. И јас реков, Боже, толку пораки добив. Најверојатно ова е веќе некоја моја роденденска порака што јас конечно ја ќе морам да ја игнорирам, но послушам. Да. И ама знаеш како сега така низ главата ми помина и што да направам сега во моментот се мислам, го земав телефонот и почнав да си ролам. И кога одеднаш ми се појавува школа за цртање и сликање. Нејзина другарка, Елена, отворила школа за цртање и сликање. Вау, викам, ми дава знак. Не можам, ама Елена отворила школа за цртање и сликање. Ја морам да се јавам. И јас се јавувам, она ми велам вака и вака, Елена. Она вика, доаѓај одма, а школата е за деца. Реков, не можам сама, а ми треба некој ветар во грб. Одма вика, доаѓај веднаш. И отидов, Жиле, што се случи? Јас почнав да сликам и да цртам како цел живот да сум цртала и сликала. Јас почнав одма од портрети, јас почнав тешки, јас си викам, што сакаш ми вика Елена да црташ? Јас веднаш почнав на платно да цртам со акрилни бои, како што сликаше Ан. И викам, сакам, ми дојде, викам, исто порака дека Ан работеше на машко-женскиот принцип, зашто знаеше дека мора да ги исцели партнерските односи, да сликам портрети машки, женски, јинки, јанки енергија. Она вика, ти не си нормална, па тоа е многу... Одма со таков тежок залог, па почне со некоја кружка јаболка. Не, јас велам. Тоа е почетокот за сите нас. Тоа сакам, викам, емоција. Тело, лице, очи. Ме гледа, вика, добро. И така почнав. Направив неколку дела добри и пред таму некаде април месец и велам, слушај, книгата на Ања завршив. Ања жива. Ан ми се појави како ангел. Јас ја видов во таа димензија, сакам да ја насликам онака како што ја видов. Здрава, исцелена, во таа златно-жолта светлина. Боже, она вика, ама тоа да не е премногу бе, Јулија, вика, Ан да ја сликаш? Викам, да, Ан ќе ја насликам јас. Добро ми вели. Повели. Сега јас да ја сликам и велам на Стефанија, јас ќе ја насликам мами во природна големина, како што беше. Она беше некаде, не беше многу висока, така беше колку тебе. Джепна Венера беше. Убава, ама беше најситна од нас. Стално викаше, вие две, јас сум најмалечка. И реков, ќе земам едно платно од 2 метра и 1,60 м, така ќе ја насликам со крилата како што ја видов. И она вика, баба, ти не си нормална. Значи, малце... Твојот глас на разумот, да, Стефанија. Да. Ама вика, малце, вика, немој толку. Е, добро, некако се мислев, што делото е 1,40 м на метар.
Значи не е воопшто мало. Ако одат фотографии, не знам, од тука не можам јас да видам. Значи, делото е баа ги захтевно, големо, но јас на тоа дело се оставив. Јас исцелив еден голем дел од мене. Јас овде кај Ања гледав, јас секоја пора и ден денеска знам од незиното лице, од незиното тело, од незината кожа. Секој покрет нејзин, јас сакав да ја насликам со долга коса како што секогаш имаше. Онака здрава, весела, ведра како што ја видов, како што дојде кога ми кажа дека е жива. Книгата не носи наслов нешто дека јас го измислив. Не. Затоа што книгата можеше да биде да има порака и да биде да зборува за животот. И едноставно реков, буквално тој глас нејзин и како што на тоа ми го кажа, јас ќе го пренесам и на дело и на корица. И така излезе да биде оваа корица таква каква што е. Вистина е, како вела тоа, нереални се овие разговори кои сега ги водиме во смисла на, нели, ако треба да биде еден обичен разговор кога се зборува за книга, за славење на животот и слично. И види сега како нели многу луѓе велат како сега зборувам, мисля дека малце сум се мрднала од умот. Веројатно луѓе кои не го доживеале, не минале низ таков процес, не може да поверуваат. Знаците на патот. И гледај сега како ти да речеш дека Ан не е жива, кога она ми даде жива порака мене, да почнам да сликам. Јас сликам како да сум сликала цел живот, а ова го правам година дена. Значи, на промоцијата беше незиниот професор. На промоцијата на книгата Јас сум жива или символично беше на незиниот роден ден промоцијата. Да, значи незиниот професор дојде од Словенија, човекот, он е веќе во пензија, Димитар Малиданов. Незиниот ментор, од кого она навистина доби големо знаење, она беше извонреден студент. Мене зошто Сулијан ми ги отвори портите ширум, заради тоа што таму го заврши факултетот и ништо не е случајно. Сите овие манифестации, љубов за сите се наречени, 3 години ги одржувам секоја година најмалку по 2 пати за денот на незиниот роден ден и за денот кога таа замина незиниот роден ден во вечноста, на 12 мај на 16 септември. И сите се преполни. Види, не можеш да ги донесеш ти луѓето на таков настан ако не чувствуваат. Почит да и емоција и љубов. Да. И еве го Сулијан беше преполн. Затоа и благодарам на сите на тие луѓе кои што сакаат да ја слушнат вистината. Му благодарам на деканатот, му благодарам на професорот Малиданов, благодарам исто така на професорот на Стефанија, благодарам на глумицата Емилија Мицевска која што читаше извадоци, на хорот. Да, Сузе со хорот Фрида дојдоа, Сузе прифати без збор. Заедно отпевавме Мајко Божија, значи моја песна госпелна која што ја пеам на сите манифестации за Ан. Затоа велам, не е само како живееме овде, нели, овоземниот што велиме живот. Битно е што оставаме, а сите овие кои ги споменавте сега и вие двете, сета она почит која нели вие покажуваат луѓето на сите манифестации, на сите собири, на сето ова што се случува, е само доказ дека вистина оставила и тоа како многу работи и дела, зашто луѓето ја почитуваат, ја сакаат и се уште го слават незиниот живот на овој начин. Јас морам се извинувам, но кога веќе зборував за благодарноста, види тие луѓе навистина многу ни значат и јас морам да исто да се заблагодарам на Христина Марковска, магистра по уметност, која што даде освет на ликовната дејност на Андријана, да се заблагодарам на книгоиздателството Икона на Наташа Данчевска, уредничката, која што веќе е втора книга издава за Ан, таа го издаде вториот алманах Љубов за сите, со пораките кои што мене ми стасуваат од нашите гласници, од чисти души кои што секојдневно ката ден разни пораки добивам кога јас не можам да ги процесуирам сама. Така да
сум благодарна на вистина на секој еден кој што не излезал во пресет, затоа што види тоа се захтевни манифестации. И ние со нашите финансии не би можеле тоа да го изнесеме ако немаме луѓе кои што не поддржуваат. И благодарам на сите културни центри каде што се одржуваат по сите градови. До сега 3 години огромна поддршка, но и еве истрајност да се направи нешто, значи кога нешто правиш од срце и кога е поддржано, како да кажам, од божествената милост, тогаш работите се случуваат. Да. Бидејќи реков, можеме ние да зборуваме многу уште долго, убава и опширна е темата, кога зборуваме за животот и го славиме истиот, но некако и при крај сме со време. Музиката која слушаме во емисијата не потсетува дека треба да го славиме животот. Што е она што сакаш да го слушнеш, да го видиш, за да си ја обновиш енергијата, за да бидеш своја на своето, веројатно треба како на млад човек, реков со сите обврски, работа, театар, сето она што животот го бара од тебе да одговориш на се, но кој е оној нели момент кога си се враќаш на себе или што е она што те прави да си ги наполниш батериите? Кучињата мои надвор од она што го правам, но навистина морам да кажам дека мојата професија е она што секогаш ме враќа во живот, бидејќи имам периоди нормално кога не работам, бидејќи ова е една таква професија, не си константно, можеш да бидеш во моментот актуелна имаш имам актуелна представа, Драга Јелена Сергеевна, ја игравме во МНТ на малата сцена. Моментално не ни е овој период на репертоар, бидејќи театарот има други ангажмани. Работам детска представа со за најмладата публика. Кажи на Жилека кој го играше, машко играше, ме изненади, не можев да ја познам. Ова убавина претворена во машки лик би сакала да го видам тоа. Да, секогаш тие предизвици се најубави во театар. Имам актуелна детска представа. Дали филмот е исто предизвик? Филмот секако, да, добив пред неполна година, година дена всушност помина како снимавме долгометражен македонски филм на Ѓорче Ставрески, каде што добив главна улога. И морам да кажам дека беше едно навистина исклучително и различно искуство за кое што сум благодарна и се надевам дека наскоро ќе имате прилика и сите вие да го погледнете. Имаме емисија за филмот, односно тема филм, овде кај нас филмот кој го имаме, нели, имаме филмската индустрија, но колку вистина обрнуваме внимание. Сите сме некако, нели, возбудени кога го гледаме тој Холивуд или таа филмска индустрија со тој габарити големина, но зошто да не се свртиме и кај нас. Овде имаме капацитети, имаме многу можности, треба да дадеме акценти на тоа. Јас се надевам дека скоро и ќе даваме аплауз, ќе ти даваме поддршка и ќе бидеш ти нашиот лик од овде тамо на некоја холивудска сцена, бидејќи заслужуваш. Повторно ќе речем, тој лик, таа една добрина, таа една харизма која носиш во себе и тоа како треба да си го најде патот за она што ти го полни срцето со убавина изборот на твојата професија, актерството. Јас сум многу радосна тоа, инаку Ѓорче режисерот кој што го режираш исцелител. Да. Па сега можеш да замислиш кај стаса тој филм, па значи не е далеку Холивуд на Стефанија. Јас ја чекам поканата. Секако. Значи да сакам во први редови да ја дадам поддршката и аплаузите. Ке заокружиме некако да вистина од срце се заблагодарам за да речам без никаква задршка одлучите да дојдете, ми испочитувате емисијата гледачите на македонската телевизија, да си го отворите срцето за тема која нималку не е нели лесна и пријатна за зборување, но така рековме, го славиме животот, ја славиме Ан и во следна прилика за убави светли моменти, реков во твојата кариера и сето она што го правите, па и во твојата Јулија, ќе ми биде драго повторно да бидете гости во Жилет. Ти благодарим и тебе од срце, ни беше драго и чест, Жиле, што не удостои. И еве, како што велиш, да се гледаме за добро заедно. Верувам бевме пријатни за слушање и за гледање и ова неделна попладне на македонската телевизија. Да ве потсетам да го славиме секогаш животот со сите негови бои и со сето она што ни се случува и само љубов, многу љубов во срцата за сите околу вас и за себе. Ви благодарам што бевте вечер во дел од Жилет.
Слушам звук, гледам кола, мојата драга не доаѓа дома. Имам проблем, имам мана, мојата драга не доаѓа сома. Дедов чаша, дури виски, зарем тие се така блиски. Прашам дали сакаат виски, да можам да читам мисли. Каде да одам, каде да бегам, тоа е со неа, храброст ми треба. Каде да одам, каде да бегам, тоа е со неа, храброст ми треба. Премногу богати, премногу луди, им реков лице, баш сте чудни. Не сум богат, немам ауди, оди со него ако пари ти нуди. Години 5, тебе те љубам, доста те трпев, научив да губам. Никогаш повеќе со тебе нема, ако треба и нека ме снема. Каде да одам, каде да бегам, тоа е со неа, храброст ми треба. Каде да одам, каде да бегам, тоа е со неа, храброст ми треба. Каде ке бегаш, тоа е со неа, храброст ти треба. Каде ке одиш, каде ке бегаш, тоа е со неа, храброст ти треба. Каде да одам, каде да бегам, тоа е со неа, храброст ми треба. Каде да одам, каде да бегам, тоа е со неа, храброст ми треба.